Добар ви ден, драги мои, и поздрав до сите вас што сте покрај малите екрани. Онака како што ветивме минатиот викенд дека ќе бидеме на истото место со вас, еве така и остваруваме. Па нормално дека ќе оствариме, не сме ние политичари па само да ветуваме. А иако и ти и ние се занимаваме со слична работа. Продаваме магла на народот. А народот што да прави? Осиромашен како ураниум, па верува. Ама јас не сум сигурен дали да верувам во она што го пренесоа порталите, дека таму некаде во Пехчево некој си полицаец каснал командир за прст. Не знам дали е точно, ама ако е, не ми е ни чудно што го каснал. Гладен бе обичниот народ, мора нешто да касне. Да, тој подал рака сигурно, да се ракува, да се поздрави, ама ете, во дух на нашиот ментален склоп. Колку да има нешто да се касне. Нели? А до некаде ми се чини така поарно врви работата. Бугарија, Брисел, максимална минимална плата, а? И ништо страшно. Ако сега побегнал датумот за едно влакно, следниот пат ќе пушти повеќе влакна и готово, еве не со датум. Само ние да одиме напред. Доста е веќе назад. Напред и тоа сите заедно. Бидејќи и така веќе се ни измешано. Само заедно. Измешано е себе. Јазик македонски, албански, ромски, пасош бугарски, музика српска, кафе турско, маса шведска, а салата нормално руска. И ќе се однесуваме потоа како во даночно, урбанизам, управен одбор, администрација, седно, нешто што и да е, ама слично на тоа. Иако работата не е завршена до крај, ќе викаме само давај, давај. По секој случај, да, добро е што ја зголемија минималната, еве сега и другите ќе се усогласат, па ќе ги зголемат и пензиите. Ама и тука имаше некоја дилема деновиве. Дилемата е дали при вакво покачување, енормно покачување на стандардот, треба или не треба да увеземе и работна сила. Јас мислам дека наместо сила треба да увеземе барем малку ум. Барем малку, подобро ќе биде во секој случај. Така со ум силата ќе усмериме барем кон поумни нешта. Еве како например како да обстанеме со толкави сметки. А при тоа внимавајте, сметките не се кафански, не. И мене може би не ми е јасно, јас дека учев во гимназија, па веројатно затоа не сум знел, ама дознав, откако ја добив сметката за струја, што е тоа струен удар. Да, уште сум во шок. И сега не знам дали вреди да викнам некој поп да му прочети малку на тој саатот за струјот и врти бре како некој ѓавол да има влезено во него. Нон-стоп врт. И што барам решение, ама барајки решение, дознав како тоа го решил комшијата кога бев на кафе кај него. Го гледам, вари кафе. Се дувам и велам, шо правиш бе комши така? Како шо правам бе комши? Па, нели кафе правам? Па добро бе, кафе правиш. Зошто не го вариш на една рингла, туку на три? На една, на втора, па на трета. Една, втора, трета. Зошто? Тоа ли? И па, мора на три бе комши. После сметката на струја што ја добив, морав шпорето да го приклучам на семафор. 1, 2, 3, да. Така е приклучено. Па ај затоа приклучете си и вие. Бидете активни во овој обид да ве насмееме со сето она што и денески го видите во Нема љутиш. Дебре, не знаеш џабе те праќам у тој немачку, па тоа е баш да немачки. Фелер. Значи фабричка грешка. Оно не само меѓу нас. Меѓу сите, знаеш што све не прави. Сакав се, онодив се, па се карав, па се занеќев, па се оставив. Влага, буѓа и бубачки во сви бое, како и мени за целу неделju оставено на кариран чаршаф со главан белек на дотично место кое га сак опишуju. А она па на мене би вика, а ти си спреман за бизнисмена. Зашто викам? Па затоа што многу работиш у последњо време, па постано остануеш и прековремено. Де бре, мајко му, де, толку ли сам лош? Слушај, ја може да не биду тачно време ако сакаш. Може да биду и плашило, например. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската.
Само едно нешто несмени беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Гледам овај матика, бре, отупела како жена на мене. За нигде, бре. А ти, бре, Ваца Стојко, машала, бре, како прци видна. Види. Ако знаеш да те заплюкам. Немој да ме заплюкаш, Незор, па не играмо жмучку, па ги се заплюкуемо. Да те не урекну, бре, видиш што се држиш, бре, само сукаш тие бркови, некако меркаш, ако можеш нешто да повалиш. Па глесак, не може да се пожалу, пiju с јапчиња редовно. Колко треба и куде треба гурну. За овие мои 60 и кусур години сам задоволjan. Осеќам се како Рокфелер. Браво, ама си го погоди оригинал, значи. Рок ти истекја, само Фелер ти остана. Молим? Што мене молиш, бре, не сам ти га ја рок употребија. Де, бре, не ли знаеш, джабе те праќам у тој немачку, па тој е баш да немачки. Фелер, значи фабричка грешка. А ти грешиш, ти пуно пути апчиња ги грешиш. Да не ги мешаш некади с алкохол апчиња. Па гледај да ти кажи, бе, сака еве овие летни славесу. Деси се понекад да ги испију апчиња и да испију и по некој ракију. Па мужи смо, нели? Ауди, бре, мужи смо само да се фалимо. Што ми мужи испијемо по 3-4 ракије, све забравимо. Жене су, бе, прави мужи. Они испије 3-4 ракије и тој ги текне за све. А, бре, тај има так да се сети од детинство. Ке ти најде, Фелер ке ти ga најде, те ток. А овај, бре, новата што ти е млада, дека она пинуе или постари, знам, пинуе. Па пинуе, бе, нормално, млада, здрава, ке си пинуе. Само она, ти кажу, она може да живи само на воду. Не са, како такој на воду? Тако е убаво. Воду ти ја њома у кафане. Воду ти на море, воду ти у куповину. Шпацира. Водиш, убаво го водиш ти, убаво си го издресираја, него не те виду да го водиш оној куче више, бре. Тоа е, бре, куче што ти ga зема жена за роѓендан, што ти ga купи. Моето? Твоето. Па не сам ga извеја надвор да ga шетам, има некој 3 неделја. Дресира ga жена. А, тоа ви фамилиарно на вас, ти њум го дресираш на куче, И? Што ga учи, што ga дресира? Ове основни команде ga учи. Донеси, однеси, стој, седни, миран, пушти, дај. Хајде, бре, дај. Тој не го учи сигурно и не може да ga научи. Жена ќе научи некога да даде. Бежи, бре, таму. Што? Го учи баш друго. Иде ли во некако? Иде ли? Ја му викам, жено, ово е тешко ти на тебе иде. Ама не се нервирај. Тешко, ама пак е постигнеш, ке научи нешто. Па он што вика? Ја друго те прашувам, остави ти што вика. Жена што вика? Она вика, јас сам тврда и упорита, бе. У почеток и с тебе ми беше тешко, па ете сак. Па ете сак. Идем, здраво, женче, здраво. Гледаш што носва? Куфер, бе, жено, куфер. Зашто служи куфер?
Што? Па куфер да путуемо, значи. За тоа служи. Да спремимо ствари да путуемо. Слушај, моја се љутиш, молу те, се љутиш, види, имаше свашта меѓу нас. Оно не само меѓу нас. Меѓу сите, знаеш што све не прави. Сакав се, онодив се, па се карав, па се занекев, па се оставив, ама ако не су паметни како што сам ја, па на време си се организирав, овако се спакуев како ја. Тоа се посветив, дадев све од себе да си ga спасим брак како ја. Значи, треба да дадемо све од себе. И затоа јас сам даја све од себе и сам резервираја 10 дана на мод. Да забравимо сви лоши работа. Лошо позади нас и да се присетимо само на убави работа. Колко беше тој убаво. Ќе биде убаво. Ќе биде убаво, само мора да дадемо све од себе. Јас сам даја све од себе, сак треба и ти да дадеш све од себе. Такој, још само. Овие. Па овие не су моја лишта? Жено бре. Па што прави овој човек позади кревет? Позади кревет не знам што прави, ама у кревет чуда прави. Не се љути, молу ти се, не се љути. Ја даде све од себе. Ја даде све од себе. Даде све од себе. И што да се надам дека ќе биде боље после овој? А ти бе? Ти на што се надаш бе, сакате утепам бе? На што се ти надаш, кажи ми? Ја се искрено надам дека све ќе успее меѓу вас. И молу те, немој да се љутиш. Ја даде све од себе. Се, виду ја дека си даја све од себе. И затоа зимај овој што си даја од себе и бегај да не те виду више. Мрж да те нема. И слушај, немој случајно да си помислија дека и тебе ќе те водиме на одмор. Чули? А ти дај бе женче сега све од себе. Ајде, дај све од себе и побрзо се пакуј, мајко му, треба да поваѓамо, резервирани со 10 дана. Ајде. Јас спреман. Ти? Прчварник е назив за посебну врсту на угостителски објект у кој обично се собирав луѓе кои нема будуќност, а сакав да го забравив прошлост и со цело свое битие се фокусирав на сегашност. Тој објекат со скрајно неугледан ентериер, мада ни екстериер обично не заостануе со слепоту. Влага, боѓа и бубачки во сви бое, како и мени за целу неделju оставено на кариран чаршаф со главан белек на дотично место кое га сак опишуju. Обично су гости исти и с усталени навики. Знае се кој го отвара прчварник са бајле и с кое пиење. И дека исто е на цртку до крај на месец. Знае се дека у 10 саат доваѓа тип, мане, 2 дупли си искочи, и знае се дека с изнасање на најболјега другара на газдук под мишке се затвара објект прчварник. Ете па ја мислу крајно време да се уведе путарина и за пешаци. Па многу почна овој народ да се шета натам навам и тој бесплатно. Па не може више такој. Бре, и плюс бре, ковид криза, и не се трзав бре, шетав и не се плашив. Оно па како и да имав сто да се плашив и зашто да се плашив, та бре, некој живот да не имав. Ама па кад помислиш по оно, и тој шетање не ги е баш бесплатно. Све што има сва, земасва ги политичари и сега ете за тој нима никој не може да ги свари. И исто како жена ми. Да, баш оној да му викам, жено, ти си спремна за политичара. Собрами ги све паре, изнакажа ми 300 глупости, а ја ништо не те разбра, скина ми ги живци начисто и на крај за све тој мене ме обтужи. А она па на мене би вика, а ти си спреман за бизнисмена. Зашто викам? Па затоа што многу работиш у последно време, па почна да остануеш и прековремено. А бре досе,
Осто много работиш, почна и у сън да го довикуеш секретарко. И ја побегна еднак, да не добiju некој шљапатарко због секретарко. Па будала бре, него ни праша зашто сам го довикуваја. И кој знае што све сам му направија у сън, а? Па што? У сън. Па некој жене како викав. Ти бре досе можеш само у сън да бидеш с мене. И ете, ја барем го сънува. Што се мене тиче, она е веќе одадена уствари и нема што да тражи с мене. Да, па наравно дека муж и жена може да има пријателску везу и без секс. Да, тој се вика брак. А у брак, што да ви кажу? Мрак. Што и да ви каже она, одма ви се стамне. Еднак. Мајко му, гледам те, онако баш опуштена варијанта, а? Уживаш. Кад те пауза, значи никој не треба да те подсети ништо, одма прв си, опа, и так. А кад треба да се дојде на време на работа, тага никад не можеш да запамтиш и да дојдеш на работа. Бе, шефе, ти не си дома с мене да ме подсеќаш дека треба да дојду на време, затоа ето е. Стварно? А што, на работу јарите се подсеќам кад е време за пауза? Па ти бе, шефе, него кој? Ти си ми на мене, шефе, тачно време. Тачно време? Да. Како тој бе, не сум ја Бранка Станковска. Па, кој ќе ти кажа? Значи, земи се работи га предмет 9 сати. Иди на паузу и врати се сработи га предмет 11 сати. Земи сработи га предмет 12 сати. Сак мислу дека е крајно време да земеш да га сработиш предмет 1 сат. А земали да га работиш најпосле предмет 3 сати. Браво! Браво! Да земеш да го исклучиш климу и остави га предмет за јутре 4 сати. Стварно ли сам така? Браво ако сам така. За климу мислу, за да уштедимо. Де бре мајко му, де, толку ли сам лош? Слушај, ја може да не биду тачно време ако сакаш. Може да биду и плашило, например. Што, може ја да смислу разноразни работи како тебе да те изплашу, например, како ти што викаш, можу да зему и да те казну 10% од плата. Може ли? Може. Може и друго. Може. Например, може да зему и да те казну 20% од плата. Може и тој, нели? Па може, како не може. А може и треќа работа, скрос нешто друго да ми текне на памет и да зему да те казну 30% од плата. Бе, глеј, шефе, за 30% не знам. А за 10% ако ме кажеш, па тој и не е толку многу, шефе, па ја од малечак не се плаши од ништо. Не се плашиш ти од ништо? Де бе ти, што си? Бре, од ништо. Мора с нешто барем да су те плашиле од малечак. Например, жвакаќу, ако глотнеш, не ли су ти викале, ќе ти се залепи в црева и готово, ќе умреш. Не. Викале сам ја ако глотнеш жвакаќу, кај ќе прднеш, ќе истеруеш едни балони на улицу, од гузицу. Страшно. Страшно. Бе, не страшно, срамота. С толи су те плашиле. Да. Тие бе нешто по-детски, нели су имале нешто, не знам, баба Рога ќе ти зеде, нешто такво. Не. Баба Рога мене ми предаваше македонски у средњи школ. Такој го вика са професорко. Да. Не се има ја страво такво нешто. Не. 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 Чуден тип си ти, него ти кажу право. Не знам што да кажу. Знаеш колко време те останува тебе до пензија? Ау, до тули го дотерам, а? До пензију, нели? Еве бе, још 6 години. И сак,
Што треба још да знаеш? Па не сме го дотерали, еве, виж, за 6 години ќе го дотераш. Добро, да. Ама зашто да го дотераш било како? Сакам да ти предложу нешто. Правиме едну радну групу, ќе работи преко времено. 11 сата ќе работи. Ќе се Добро. плаќа повише, ама плюс и придонеси ќе има повише. А ти пошто од ништо не се плашиш цел живот, еве и од работа валјда не се плашиш. Повише придонеси, па поголема пензија јутре. Па може да се збогатиш и ти малце. Бе, шефе, Таа група може да работи цел ден. Па ништо, ти знаеш дека куде нас се богати преко ноќ. На. Значи, дефинитивно с тебе нема разбирачка. С тебе само да продесак некој вунасов дека батко крупан, да ти лупне едну, да ти се стамни, па ти се после богати преко ноќ колко сакаш. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Во комплекс Етно село. Тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни. Ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село. Посебно добри на свој начин. Машала, како се проубави времето, почна и првите штрајкови. Ајде, нека е заарно. Кај нас така се штрајкува или протестира? Помеѓу Ѓурѓовден и Митровден. Исто е како за време на турско комитите кога излегувале в планина и потоа се прибирале. Па што да правиме? Мора да си ја сочуваме традицијата, нели? Ако не може власта, може народот. И еве ги, чувари на традицијата. Пред влада штрајкуваат и не работат од образование, да, а штрајкуваа и од администрација. Добро, од администрација само 2 часа и тоа само еден ден. Оти тие штрајкуваат, односно не работат откако се вработиле, нели? Што знам, 2 часа мене повеќе ми личи на пауза, отколку на штрајк. Ама ги разбирам. Не им е лесно со толку пауза. Не може да влезат во ритам луѓето. Другар ми кој работи во администрација ми раскажа еден сон. Страшен сон, бе, страшен. Сонувам така дека достам на работа, нервоза една невидена, што да ти кажа? Се будам сиот, испотен, измачен, гледам наоколу, околу мене, сите спијат. И ми олесно. Па јас веќе сум на работа, бе. Ама без разлика. Значи без разлика и со чест на исклучоците, јас ги поддржувам во тоа да им се зголемат платите. Вака не се живее. Па се поскапе, освен, како што рековме минатиот пат, бананките. Да, и уште нешто, да. Еве и во Германија слушнавме дека се поскапело, а најмногу помфритот. Кај нас и помфритот си е иста цена. Оти некаде со години некои си го пржат во иззејтин, па така нема зашто да се менува и да поскапува, нели? И вие не менувајте го каналот. Оти не знаете кога можеме пак да се појавиме. Ама за една недела сигурно ќе се појавиме. До тогаш, чао. За 30%? Не ја знам. Те што се тепаат свидери. Кај ќе закасниш на работу со Вале немаш гајле, абе кад закасниш на работу потреба нема да ме некој Бацки да ме подсеќа. Дека да не ме треба подсеќа така. дека треба да правам глупости. Сакав да го забрави прошлост и с цело свое битие, ама ако ме казниш 10% од плату, па тој не е толку многу, со обзир на тој колку големо плату ми. Што ме мене молиш, бе, не сам ти га ја испотребив. На тој место и готово. Гледам те, гледам. Ама чекам те баш кој треба да изреагираш. Па тако бе, па за тој те гледам. А да видам, не, дали ќе се смееш или не? Што ме мене молиш, не сам ја крив, не сам ти га ја року испотреби. И за потребија, злоупотребија.
Ja od malečkoga ne se prasim. Ne se Не се прасиш, Да. никад не се праси. Aj se pa da ga vrtim.